Благодарам за прашањето. Инаку се согласувам со господинот Ивановски дека пратениците не се оврзани да одговорат тука во парламентот, но нивниот политички лидер е оврзан да одговори пред граѓаните. Во однос на второто прашање што беше поставено, би одговорил следното. Владата во континуитет води одредени политики. Тие политики се за правење на крупни реформи, преку кои што се даваат значајни можности за граѓаните и фирмите во земјата, компаниите. Во тој правец интензитетот на вакви проекти и новини и нови можности е голем и не секогаш секој граѓанин може навремено да дознае за нив. Впрочем, не секој граѓанин чита службен весник или ги проучува законите или пак е должен да ги разбира сите закони онака како што се напишени со правен вокабулар и слично. Од таа причина, имајќи во обзир дека владата со многу проекти, промени на закони, одредени дела што се прават, одредени проекти што се прават, дава можности за граѓаните, дава можности за компаниите, а не секој од нив стига до нив соодветно, на време. И ако не се преземат дополнителни чекови, тие најчесто и не се искористуваат или се искористуваат во некое многу подосечно време, владата има политика на објавување на информативни кампањи преку јавните медиуми. И таа политика дава добри резултати во однос на тоа што граѓаните навремено примаат исправни информации на јазик што е соодветен за секој еден, кој што можеби не е правник или не е стручен во одредена област, и ги искористуваат своите можности и своите права. И мислам дека тоа е исправно и е добро за секој граѓанин и за секоја фирма. Посебно кога има што да им се соопшти, кога има новини и кога има позитивни работи што може да ги искористат. Сме имали ситуации кога тоа не сме го направили. За некои проекти, за некои реформи, и сме констатирале дека искористеноста на тие можности е исклучително ниска. Сме имали ситуации кога тоа сме го направили. И сме констатирале дека искористеноста на тие можности е висока. Значи, не е само доволно да се даде одредена можност со промена или носење на одредени закони или со правење на одредени проекти. Тоа е еден значаен, суштински дел на работата. Меѓутоа, исто така значајно е за сето тоа да бидат прецизно и јасно и навремено информирани граѓаните и компаниите на соодветен начин со кој што најбрзо ќе се допре до нив и на начин со кој што најдобро ќе го разберат. Од тие причини, владата води такви политики на објавување на информативни кампањи во различни периоди, за различни проекти, за различни закони или подзаконски акти. Нормално, заради тие информативни кампањи, владата создава одредени обврски кон медиумите и тие медиуми за тоа наплаќаат. Токму тоа е она за што говореше пратеникот, значи се работи за исплата на обврски по емитувани информативни кампањи во период од повеќе месеци, не само кон тој медиум што тој го спомна, туку речиси кон сите медиуми, во тој период е исплатени износи за услугите кои што ги дале во однос на емитување на информативни кампањи. Се друго е манипулација, се друго е набивање на тези кои што не се точни и обид за испревратување на вистината. Тоа е мојот одговор и немам што друго да додадам. Значи, се работи за исплати поврзани со информативните кампањи, емитувањето на информативните кампањи кои што ги нарачава владата во транспарентна постапка, подготвени, емитувани, постигнат ефект во најголем дел од случаите и нормално за тоа се паќа за услугата. Сите други инсинуации дека тоа се поврзува со кампањи на партија и слично се неточни. Владата е фокусирана на своите реформи,
на своите проекти и исто така на осигурување дека секој граѓанин и секоја компанија која може да има одредена позитивна работа од тие работи да дознае и прецизно и навремено за сето тоа. И тоа е политика на оваа влада во континуитет од почетокот па до денеска. И така и ќе продолжи. Тоа беше политика и во времето кога бев министар за финансии, кога навремено, точно, прецизно граѓаните беа информирани и компаниите за можностите кои што ги нудат новите реформи, новите чекори и сите работи што се прават во нивна корист. Благодарам.